Добра вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Дансе Макабре со своето 584-то издание. А во рамките на Дансе Макабре секоја година правам една репортажа, односно патепис на фестивалите кои сум акредитиран да ги пратам низ државата, а 4 најголеми фестивали во светот само ги проследувам од дистанца. Меѓутоа правам информативни емисии за нивните селекции кои се многу важни за сето тоа што е во најава за да се погледне и на домашните фестивали доколку успеат организаторите на фестивалите да дојдат до копија од овие филмови. Меѓутоа, кога е во прашање мојот омилен филмски фестивал во Скопје Синедис, се разбира дека ќе присуствувам на што е можно повеќе проекции. Фестивал кој, ако не грешам, некаде од 2010 година, од 9-то издание го пратам и известувам за него секоја година, изминатите 14 години, така што сум пораснал со тој фестивал и сум го видел во секое руво и оваа година можев да уживам во неговото 23-то издание, кое што се уште е во тек по најавата за самото затворање на фестивалот и забавата која што следува моментално, додека ја слушате оваа емисија. Меѓутоа, во продолжение на емисијата ќе ги добиете моите впечатоци, мојот патепис ако повеќе сакате за патувањето низ светот со помош на филмот преку Синедис. А оваа емисија ја започнавме со Evergrey, односно со шведските прогресивни металци кои што се бастион на самата музичка сцена од 1993 во Гетеборг создаваат свој препознатлив марачен прогресивен метал со тоа што го издадува нивното ново студиско издание Theories of Emptiness по нивниот албум пред 2 години A Heartless Portrait, со тоа што Theories of Emptiness е нивниот, ако не се лажам, 16-ти албум до сега, како што веќе напоменав, богата музичка кариера имаат, од кои што имаме можност да слушаме Falling from the Sun и Misfortune, а во продолжение ќе слушаме композицијата Cold Dreams во која што гостуваат Јонас Еренгске и Салина Енглунд. Така што во продолжение слушаме уште на композиција на Evergrey од нивниот нов моќен албум Theories of Emptiness. А Дансе Макабре е емисија во која 15 сезони се зборува за уметност, за бора против лицемеријето, зависта и користолюбието, и тука уметниците се вистински херои, не политичарите, и секој издание е на мала победа против шундотијата. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да успостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта по 584 пат. Јас сум Владко Ѓелевски, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Под слоганот "Како е, викај ура", започна 23-тото издание на Синедис, кој говори дека и кога не се можеби најповолни условите, ќе се кажува дека е добро и ќе се работи за да се истурка наставно што е можно најдобро, без разлика на демотивирачкиот скратен буџет или па дефицитарните киносали кои што ги имаме во главниот ни град. Надпреварувачката програма е селекција на Берн Будер секоја година и се состои од македонски интернационални филмови и копродукции кои се дел исто така од официјалната селекција од Гала програмата, Southeast Europe програмата, кратките македонски филмови, исто така оваа година се држеше ретроспектива на филмовите посветени на легендарниот југословенски режисер Велјко Булајич, како и кратки филмови од култниот европски автор Вим Вендерс, кој што беа составен дел од репертоарот кој што беше понуден на фестивалот. Значи, проекциите се одржуваа во кино Фрусина, паркот на МКЦ, потоа Мирно лето, односно киносалата во дворот на кинотека и киносалата внатре кинотека. 40 на филмови, од кои што погледнав, ако не се лажам, околу 14 филмови, 11 долги, 3 кратки. Помалку од минатите години, околу 20 ми беше просекот, меѓутоа во минатото се прикажуваше и во Милениум, имаше репризи во Милениум и релацијата Милениум МКЦ се одзема 10 минути, кинотека МКЦ е пола саат, но и покрај пеколното време и одвратните комарци,
филм ќе се гледа па што сака нека биде. Само за подсетување, 70 филмови од 10 фестивалски дена се проектира на 10-тото издание од 2011 на кое што присуствував, така што денес со скратените услови и можности за прикажување на филмови, сепак во 7 дена се реализира оваа програма. Cine Music сегментот покрај концертот на Efterklang кој што беше изведен на отварањето на самиот фестивал како на дополнување на филмот за овој бенд кој што гледавме, беше надополнет и од концертот на Турботранс туристи, потоа инди бендот Сис, како и психоделичното музичко дуо Сирил од Швајцарија, односно Кирил што би рекле ние во нашата ни држава, така што беше богата и полна и оваа година програмата на фестивалот кој започна со Efterklang, Македонијан бенд во режија на Андреас Джонсон четврток, првиот фестивалски дел, односно музички документарец што го следи патешествието на Efterklang во Скопје, со цел да состават нов бенд кој би извел перформанс пред споменикот на слободата Македонијан монтажере Јип Валтер Боер, а улогите ги толкуваат Мац Брауер, Каспер Клаусен и Расмус Толберг. Ова е едно интригантно музичко документаристичко дело со оглед на тоа што во рок од 7 дена е спроведено ова патешествие од страна на тричлениот дански бенд кој што е информиран од страна на Грга за постоењето на Македониум, односно за овој споменик кој што означува нели слободата на е символ на слободата и на независноста на Македонија, така што баш поради интригантниот изглед кој се разбира го има овој споменик, во нивните очи почувствувале дека во прашање е некаков вселенски бродот кој што би можеле да излезат и токму тоа го земаат како поедна точка за организирање на концертот во Крушево, меѓутоа за да биде по спектакуларно и побогат да биде звукот, секако дека на овој бенд е потребна придружба, односно да се збогати врз основа на кои музичари од домашната сцена се заинтригирани да учествуваат во овој поширок состав на бендот, така што има средба и со домашните музичари кои што во дадена ситуација, како што самиот звук на бендот го наложува се во хармонија со самата природа. Има неколку секвенции каде буквално членовите на бендот се на посета кај домашните музичари, со тоа што се прави една убава спојка, односно се прави една амалгамирање помеѓу тоа што го носи данскиот бенд и тоа што може да придонесат домашните музичари кои за прв пат се гледаат, за прв пат се сретнуваат и седнуваат да соработуваат помеѓу себе, има многу краток рок за да ги комплетираат пред се тие композиции. Може би немаше доволно конфликтни ситуации и домашни препреки, барем бирократски, кои што би се појавиле на патот за изведбата на овој бенд и неговиот перформанс, освен потрагата по гулави, која што беше клучен, очигледно момент кој што го замислија дека треба да биде како една круна на нивниот одличен настап кој што го има во Крушево, а веќе го напомена Владица Младеновски Грга, кој што е главниот виновник за носењето на бендот по кој знае кој пат во Македонија, со оглед на тоа што тоа е човекот кој може да го забележиме во самиот филм, кој токму со неговата убеденост и посветеност во реализирањето на овој проект и оваа соработка, продолбочувањето пред се на неа, го збогати и го племени овој филм, пред се поради духовитоста, со оглед на тоа што имав можност да го гледам на отварањето овој филм и публиката буквално се смееше на секоја ситуација каде што ќе се појавеше Грга и ќе со неговиот шарм и харизма ќе внесеше свежина во секој кадар, со оглед на тоа што данците се навикнати на еден начин да функционираат во нивната држава, каде што се е под конец, се е во контрола и доаѓаат во Македонија каде што мора да го восприемат хаосот доколку сакаат нели да соработуваат, а Грга е еден мајстор за менаџирање и жонглирање со хаосот пред да слетат од вселенскиот брод во Македонија и да настапат таму и да се вратат во него и да се
да си замина назад во планетата од која што доаѓаат овие психоделични инди рокери. Така што употребени се и црно-бели кадри во джемното кино наспроти настапот во боја и пред се авантурите ни самиот град. Монтажата е условно кажано мека, без нагли засеци во неа, за да се задоволи течението на песните. Со тоа што самиот режисер Андреас Джонсон е човекот кој што го снима филмот, кој што заедно со бендот ги брка сите можни кадри и во амбициозен еднонеделен тек успева да го комплетира ова дело со сите кадри кои што му се потребни, сите инсерт шотси, сите секвенци на локациите да извади едно целесообразно дело. На премиерата добивме подароци од фотографот кој ги направил за оваа авантура, едно сувенирче, за членовите од бендот од екранот да се симнат на бината и да го репризираат пред се концертот, завршувајќи со едно оро на кое што се фативме сите посетители на проекцијата. Пред се големината на режисерот се гледа со самото тоа да биде снимател и за една недела да го комплетира ова, да го комплетира пред се оваа творба. Без разлика на тоа што во дадени секвенци можеме да забележиме колку е голема негрижата за Македонија, со оглед на тоа што паѓаат парчиња од него, односно се руинира со таа деградација низ времето кое што е потребна и плаче за негово санирање. Јас имав можност да го гледам во Крушево на патувачкото кино кое што бе составен дел на промовирањето на Синедис, и тоа пристигнавме токму во моментот кога се одвиваше сцената каде бендот доаѓаше за оваа турнеја од Скопје за Крушево и се подготвуваше пред се да оди за Македониум, така што беше едно надреално доживување каде што со самото моје пристигнување во Македониум за да гледам филмот за концертот за самиот дел од бендот кој што се изведува нели во Крушево, да биде една многу мета ситуација која што беше комплетирана. Околу 800 луѓе присуствува на проекцијата во Скопје за отворањето на овој фестивал, кој што беше едно светло доживување за самиот настан. Петок, 12 јули, втор фестивалски ден. Ретко кога се договарам со пријатели да одам на настани врзани со кино, затоа што сум имал случаи со луѓе кои не сакаат да останат на некој настан, па мене да ми се седи и обратно, затоа консумирам култура соло и тие што ме знаат свесни се дека ќе одам на Синедис, па може да ме најдат таму. Ама овој ден се поводи мојата агенда да се поклопи со пријателите, па да можеме и во МКЦ и во кинотека да погледнеме филмови, со тоа што во МКЦ го погледнав Највредниот товар, односно The Most Precious of Cargos, во режија на Майкл Хасановичиус, односно синопсисот на овој филм е дека одамна во една голема шума живееле еден сиромашен дрвосечач и неговата жена, со тоа што преживуваат со студ, глад, сиромаштија и војната што врши еден пустош околу нив, па животот им бил прилично тежок. Меѓутоа еден ден жената на дрвосечачот спасува бебе, девојченце фрлено од еден од многуте возови што постојано поминува на шумата. Тоа е највредниот товар кој што ќе им го промени животот на дрвосечачот и неговата жена, како и на тие чиј животен пас се вкрстил со детето, меѓу кои човекот што ја фрлил од возот, и некои ќе се обидат да ја заштитат по секоја цена, други ќе се обидат да ја одстранат исто така по секоја цена. Нината приказна ќе го открие најлошото и најдоброто во срцето на луѓето. Го засакуваат бебето во таа екстремна сиромаштија на среде студената зима. Жената ќе се договори дури да добива млеко од човек со деформирано лице од војната кој што има коза. Самотникот живее во шумата. Дрвосечачот најпрви не груб, но ќе го засака девојчето заради тоа што тој си има свој миленик, меѓутоа ќе пробие на своевидна нежност кај него самото тоа девојче, додека не се дознае за постоењето на истото страна на околината. Сега има во филмот стереотипизација дека се чудовишта луѓето од возовите од страна на дрвосечачите е изразена овој стереотип. Стравот не им дозволува да го разберат другиот и да може да го погледнат со свежи очи. Има една
крвава пресметка со фрлање секира во судирот со мештаните со дрвосечачот во неговиот дом за спасување на бебето кое треба да биде пријавено во самиот логор каде се упатени овие возови. Наспроти оваа приказна, немо паралелно се развива и приказната за таткото со двете деца во возот, од кои што едното го фрла низ прозорецот, барем едно да има шанси да преживее, со оглед на тоа што неговата сопруга го презира. Ова приказна тој со години останува да биде чистач во логорот и буквално се суши, се претвора во дух што оди, кој има една срцепарателна сцена во која што војната завршува, тој си оди од кампот и ја сретнува возрастната ќерка која се плаши од него, а тој се погледнува во гледало и сваќа всушност дека на ништо не изгледа и зашто тој страв кој иницира неговата појава кај неа. Јас лично сум по нихилистички настроен кога гледам филм и би го оставил филмот токму тука да заврши и сите да си заминеме со кнедла во грлото, затоа што би имал многу посилен одек овој филм доколку тоа би била неговата точка, ама режисерот не е како мене и решава да направи еден излишен епилог, каде станала успешна девојката, ја има повесници и неважни луѓе се заинтересирани за неа и има еден ноторен епилог каде ја разводнува екзегезата со млитавиот говор за тешкиот живот и надежта и незиното постоење што мене ми беше небитно и дегутантно затоа што веќе тура шеќер во прав на отворена рана и јас би ја оставил да искрови за да има посилен удел самиот филм. Анимацијата е солидна со прекрасни пилошотс во природата, скоро и да нема говор, јасно е течението, не се користи многу имагинарност имагинацијата, во анимацијата се извинувам, освен прекрасната игра со звукот кога ќе слушнете детски биеш на срцето и како дрвото има пулс и животните имаат пулс, односно сознавање за хуманоста на дрвосечачот и за околината, односно за природата во која што постои дека сите тие се живи битија кои треба да ги почитува. Француската анимација има истакнати ликови надвор од таписеријата на позадината со мал број на фреймови на движење. Дури и мојот најнеомилен композитор Алесандре Десплат знаеше да биде поднослив, правејќи таговна оркестрација во логорот и весели проблесоци за и околу радоста која бебето е шири во фамилијата. Важно се спаси бебето, а куќето на дрвосечачот остана покрај неговото мртво тело да се снаоѓа само како што знае и умее. Има пријателка која беше дојдена од Русија и немаше залепен англиски титул на филмот, скоро на секоја проекција има гости од странство и убаво е да има барем за нив еден хардцап на англиски и под него македонски, мислам дека би било најизводлива и најуспешна варијанта за начин на проектирање на филмови со оглед на тоа што доаѓаат поголем број, се поголем и поголем број на странци кои се присутни во самиот град да гледаат филм и убаво е да може да уживаат со двоен превод, барем според мене. Семето на светата смоква, односно The Seed of the Sacred Fig, имав можност да го гледам во кинотека, по режија на Мохамед Расулов, кинематографер е Пујан Адаб Бей, а монтажер е Ендрю Бърд со Хелија Гојастани и Мизах Зерех во главните улоги. Филм за истражен судија Иман, кој што станува параноичен поради политичките немири во Техеран, кога му исчезнува пиштолот, почнува да се сомнева со сопругата и ќерките поради што им наметнува драконски мерки кои ги заоструваат семејните односи додека се рушат општествените норми, гласи синопсисот на овој филм. Филмот трае 3 сати, не сме филм во денешницата да трае 3 сати, категоричен ќе бидам околу тоа, затоа што тоа е претенциозно од страна на авторот, иако не е во прашање pure cinema или slow cinema, се друго е суета, со оглед на тоа што е недовршен филм и неспособен монтажер има да се избори за едно концизно барем двочасовно дело. Ова е голем проблем затоа што првиот чин на филмот за запознавањето на семејството трае сат и пол. Пола сат е доволен за да дознаеме нарушена динамика помеѓу конзервативни родители и прогресивни ќерки, после сат и пол влечкање во празно каде се приготвуваат јадења, се буди судијата, си легнува судијата, се буди судијата, си легнува судијата, колоквијалностите кои се апсолутно непотребни за ова дело, бидејќи ништо не кажуваат ново за филмот, ниту образуваат атмосфера, затоа што уште еднаш не е во прашање споро темпо кое што изискува дополнително внимание на естетско рамниште, кое што би било составен дел од slow cinema, може да се исфрлат и да се подобри квалитетот на самото дело.
ова не се однесува на двете сцени кои се антитежа една на друга, двете се фетишизации, меѓутоа си го наоѓаат своето место во творбата, едната каде сопругата го бриче низиниот маж, другата каде се вадат сачмите од лицето на девојката, односно жртвата на протестите во факултетите. Судијата станува параноичен и го губи пиштолот некаде околу вториот час од филмов, нието на гледачот е веќе загубено и никому не му е грижа за тоа кој го украл во вториот чин, за епилогот да има една Луни Тунс збрканица во антички град, во рурално место, каде се истакнува задоцнетите трилер елементи, докажувајќи дека иранците не се способни за жанровски конвенции. За еден ирански филм имаше доста музика, атипично за нив, и употребата на снимките на мобилните телефони за бунтот против хиджаб, односно исламската шамија си ја најдоа своето место во овој филм и дадоа една потребна свежина, натурализам кој го бараше овој филм. За да се добие финансиската подршка од исламската држава, пожелно е да се има мотото на филмот во името на Бог на почетокот на филмот, да се прикажат религиозни објекти, што е всушност првата сцена од филмот, каде судијата оди да се моли, да може да се носи со корупцијата во која што нели потпишува невидени случаи. Мислам дека режисерот на иранските цензори им го пуштил првиот саат и пол на филмот за да добие средства, а потоа почнува да ги вметнува протестите кои не се емитуваат на вести или се прави спин дека убиените девојки имале срцеви напади, за да може на мир да го снима филмот и повторно, нели, да ги има проблемите од како ќе биде издаден филмот во неговата држава. Ви говорев за филмот во епизодата која е посветена на Канскиот филмски фестивал и за неможноста да присуствуваат авторите на него, но на иранските режисери судено им е да се бегалци во состојаната земја, ама така е кога се живее во режим каде владее религиозен фанатизам кој нема допир со реалноста и таму уметноста секојаш ќе биде колатерална штета на овој режим. Повторувам уште еднаш, филмот не е слоу синема, без разлика што се согласиле да биде споро темпото на баналните кадри, може да се тргнати да не му тежат на делото, значи не се работи за исклучителен филм кој што е направен како антитежа на американскиот наратив, односно американскиот наративен филм, туку е во прашање едноставно развлекување на самото темпо. Повторно би се задржало истото темпо доколку би се извадиле овие сцени кои што се непотребно сало на филмот, ама режисерската суета нема граници. Секогаш постои можност за две верзии на филм, едната за цензорите, едната за западниот свет, кој не треба да се изложува на редундантноста на монденското постојање на едно иранско семејство заштитено од религија. Прашањето е зошто воопшто судијата треба да носи пиштол. Барем тоа прашање ние би го поставиле од западниот свет наспроти убедувањата кои што ги имаат на исток. Исто така беше прикажан Мавера на Батухан Ибрахим, за кој што имате посебна емисија со гостувањето на режисерот, каде што секој детај од филмот се обидовме да му дадеме внимание, и секако претходно го имав гледано The Palace од Роман Полански, кој не сакав да бидам изложен на неквалитетите кои ги поседува овој филм уште еднаш и на тој бајат хумор кој го содржи невпечатливото кадрирање и причината зашто не сакам да го гледам Полански, еден од врвните режисери, да си упропастува својата кариера со вакви млитави дела кои имаат хумор кој е од минатиот век и кој мислам дека е неконкурентен на останатите дела кои што например младите и полетни автори ги создавале, и не е ни конкурентен на младиот и полетен Полански кога почнува во неговата кариера. Тука правиме една кратка музичка пауза, во продолжение ги слушаме Nothing More, односно станува збор за еден алтернативен американски рок-н-рол бенд од Сан Антонио од Тексас, бендот кој што го издаде нивниот седми албум Carnal, по 2 години по нивниот претходен албум Spirits. Од него ќе имаме можност да ја слушнеме композицијата Angel Song, во кој што гостува Давид Дрейман, а потоа ќе слушнеме композицијата House of Sand, каде што гостува Ерик од I Prevail. После нив следува Julie Christmas, односно станува збор за еден
бенд кој што е некаква комбинација помеѓу пост-хардкор, пост-метал, сладж елементи и останати пост-влијанија кои што и поседуваат со тоа што во изданијата кои што ги има Julie Christmas за себе може да се напоменат две студиски изданија, ова е третото издание кое се надополнува на низината дискографија, односно Ridiculous and Full of Blood е неговиот наслов по едно 13 годишна пауза од кој Extinction Records 5, кој што во соло кариерата има издадено, со оглед на тоа што Julie Christmas, артистката од Бруклин, има создадено, односно работена на албуми, дури на со Cult of Luna и со Spyla Copa и со Battle of Mice, со Made Out of Babies, така што ова е од соло кариерата на Julie Christmas, од каде ќе слушнеме композициите Not Enough и Supernatural, и ќе завршиме со Dark, односно со еден француски деткор со new metal влијанија кои го издаваат нивниот студиски албум кој што гласи Infinite Reminiscence, од кој ќе слушаме Distant Roads и Breathless. Така што продолжението слушаме алтернативни new metal и deathcore бендови. Уживајте. Во репортажата за моето доживување на Cinedez 2024, односно 23-тото издание на фестивалот, дојаме сабота, 13.7. Саботата знаев дека ќе треба да го трчам спринтот, затоа што најпрвин требаше да одам на трибината на Пагода за JRPG, ама поради недопусливото доцнење на настанот од 45 минути на трибината и неподносливиот джагор на присутните, го напуштим настанот и се упатив да фатам некоја линија на ЈСП на Партизанска, меѓутоа сабота во 8 навечер беа ужасно ретки линиите, па успеав со трчање се симнав неколку постојки пред МКЦ да земам карти, буквално да дојдам до паркчето кога завршува Pump the Jam и почнува најавната шпица од првиот филм, Жива вода се разбира. А првиот филм беше Скршени синџири, односно Shattered Chains, во режија на Сибел Адиу, со тоа што Скршени синџири е доку-драма, која ја обработува трагичната приказна на две жени во Македонија, кои по игра на судбината се нашле во Сирија како дел од ISIS, не по своја желба се разбира. Филмот го прикажува нивното патешествие во воена зона, од која скоро било невозможно да се извлечат покрај сите напори, гласи синопсисот на овој филм. Хибридизираната форма подразбира нарација од патешествието на жените кои се киднапирани од супрузите заедно со нивните деца преку Турција, се однесени во Сирија, каде престојуваат од 2013 до 2021 во кампови каде имале прилично мизерни услови за живот, ненајадени, со валкана вода од Еуфрат која ја пиеле преку патувале преку сомнителен пат во ноќта, чувани биле од страна на населни војници без можност да се купи храна, со забрана за употреба на телефони во кампот, односно потполно нехумани услови за човечка екзистенција и секој прекршок водел во затвор. Радоста е неверна во мигот кога дознаат дека ќе ги депортираат назад во Македонија овие ликови и да има филмот барем некаков хепи енд, колку што е зацртано нивниот, како што беше зацртан пред се нивниот живот во надолна линија. Кадрирани се видеопортрети на актерите кои неретко гледаат во камера и мал дел од кажаното е илустрирано, како на пример одењето на вечер низ пустините и валканата Еуфрат и под некој војник, ама нема поголема поврзаност помеѓу кажаното и одглуменото, односно впечатливото зад камера позирање. На крајот на реимагинарните мајки со научена програма чекаат вработување, но кој не знам дали ќе го дочекаат, освен ако немаат врски, се разбира, во нашата ни мила држава. И Македонија си доби бегалски филм за Сирија, па со среќа во бркањето на трендовите на филмските фестивали на овој филм. По краткиот филм се дуваше Супермаркет, во режија на Немања Бакановиќ, односно станува збор за
бездомник кој што веќе цела година пречено живее во супермаркет, преку ден спие во системна вентилација, навечер кога ќе затвори супермаркетот, нема никој, излегува и ужива поволностите кои тој нели му ги нуди. Мирон му го нарушува поранешниот член на обезбедувањето супермаркетот Роберт, кој откако ја губи работата исто така решава да си живее, односно да се всели во супермаркетот и бидејќи го познава системот за надвор и знае како да го избегне алармот и безбедносните камери. Бездомникот предпазливо го прифаќа новото познанство и го решава проблемот во осаменоста, гласи од синопсисот на филмот. Прилично солиден филм, кој во првиот чин нема воопшто говор, туку во широки планови го гледаме како низ полиците се шета бездомникот и во крупни како си зема помалку со неговото скалперче од продуктите. Филмот е сегментиран според саатницата по завршувањето на работното време на маркетот, така што после 10 часа на вечер почнува неговото пробудување, одржување хигиена, читање, занимација, јога, како и избирање фотографии од соголени девојки и лепење во неговиот белешник. Основното вториот чин е доаѓањето на хаусмајсторот Роберт и како тој си поигрува со него за да може да му дава совети за книги за самопомош кои треба да ги читат и ќе се запијат во дадена ситуација во маркетот за да посведочиме на една прекрасна син-поп изведба на протагонистот. Има поигрување меѓу дизајнот на звук со иритантната фонија на звучникот, со напластувањето и бранувањето на фреквенциите на амбиенталниот скор, што ја засилува очуденоста, значи атмосферична е основата и намената на самиот скор. Поигрувањето со спорите и панорамски кадри на камерата и зумирањето се надополнуваат на теоријата дека всушност протагонистите се ликови од реалити шоу, соедно со невито излегување од замислено крајбрежје и има и поигрување со успорување на говорот кон крајот. Штета што реалити шоу нишката никаде не води, но и безидеен станува кога дремат во маркетот и ништо не прават двајца кон самиот епилог. Епилогот е епигонален, односно е стоп кадар копија на Сјаење на Кјубрик, каде бездомникот бил најдобар вработен на табло 2020 за време на пандемијата. Така што ова колку и да е добро симнување на капата кон великанот не говори многу за инвентивноста на филмот, меѓутоа секој филм под 90 минути заслужува медаља. Односно ваквите од 75 минути кои даваат почин на моето внимание и за возврат ќе добијат секако од мене оценка плюс, затоа што во денешно време режисерите едноставно не знаат како да замолчнат и да дозволат нивното дело да зборува наместо нив, наместо тие да го фалат колку е најдобар филм што снимиле. Меѓутоа е минималистички во секој можен аспект овој филм и е прилично гледлив и сварлив. Баг го гледав потоа, тоа е краток македонски игран филм во режија на Филип Момировски, во кој што Тања е невработена челиска, ангажирана како тестер на софтвер за музички стартап, испробува паметен звучник кој генерира музика врз основа на чувствата на слушателот. Работите тргнуваат во ужасен правец кога паметниот звучник одекнува со застрашувачки звуци насреде ноќта е најавата за овој филм во кој што глумат Ирена Илиевска и Матеја Јанковска. Момировски автор кој твори од домените на научната фантастика и фантастичните концепти не се странно тело за него, без разлика дали е во прашање Space подкастот или приземјувањето на научно-фантастичните чинители во блиската иднина, каде го снима овој филм во еден стан, каде живее ликот на Ирена, која од една страна се радувам на ангажманот на Матеја, но од друга страна има секундарна завист, а под сето тоа е терцијалната привлечност која чувствува за нејзината пријателка и одлучува да ја манифестира откако ќе ја изложи на паметниот звучник, кој со помош на AI вчитува емоции и манира музика компонирани врз вчитаните податоци, што значи дека овој модерен хал од Одисеја 2001 решен со интензивно светло, која ќе започне да испушта френетични фреквенции, која ќе биде револтирана од биената пријателка во ноќта, што го символизира неискажливото превирање во неа, кое ќе резултира со средбата наредниот ден, со едно решително действие кое што ќе нанесе раскин на таа врска и ќе биде
со оглед на тоа што ќе биде возвратен бакнежот на самотната девојка. Лесен е за изvedба овој филм, концизен е локацијски и содржински, нема големи зафати, само има интензивирање на светлото која оживува уредот и добиваме една 10-минутна Black Mirror секвенца со крвав епилог како што треба. Кон Ирена секоја ќе бидам пристрасен затоа што сметам дека е една од најфотогеничните актерки кај нас на камера и многу ми е мило што излезе надвор македонските народни приказни барем за кратко да може низиниот талент да го погледнеме во кратки есе филмови, како што е овој играјќи со одличната партнерка Матеја. Без разлика што кондензирани се пресвртите на емоциите во толку кратко време, ме радува размислувањето на режисерот да биде еден чекор пред технологијата и истата да ја имплементира во домашниот филм. Има флешбек настрае филмот на The Perfection, дека челистка беше опрашање, не дека нешто друго, и багот во човекот е таа желба за убивање на тоа што не може да се има, што е пресликано како баг во машината, ама се надоврзана девизата дека машините ќе бидат крајот на човештвото. Еден мал чекор за научно-фантастичниот жанр, еден голем чекор за домашниот филм. Градот, The City, во режија на Amit Ullman, во кој што тој ја глуми и главната улога, покрај него се појавуваат и Мори Аконс и Омер Хаврон. Во првиот хеврејски рап мюзикл, инспириран од црнечка музика, филм ноар и детективски филмови, заплетот е фокусиран на ликот на Џо, циничен и огорчен детектив кој работи во корумпиран град во распаѓање. Една дожлива ноќ млада жена по име Сара Бенет доаѓа во канцеларијата на Џо и му кажува дека сестра е мистериозно исчезнала. Џо решава да го привати случајот, одлука која што ќе го чини неговиот живот. Може да го чини, се разбира. Ова е синопсисот на филмот. Немам доволно зборови да опишам колку воодушевен бев од овој филм. Ме фати неспремен и не очекував. Таква смелост и гениалност на режисерот да сними мюзикл од еден од најнемузикалните јазици кои што сум ги слушнал во Европа, како што е истото се случи со полскиот Лур, например, од пред неколку години, хорор мюзиклот за Сирената, и хеврејскиот не е за фалење дека може да се испее со тие цврсти консонанти кои ги поседува, меѓутоа Amit, кој претходно го постави филмот како театарска пиеса, започна краудфундинг кампања, која што ја поддржа 614 луѓе колку и да беа, кои помогнаа да го образуваат буџетот, кој се сомневам дека од израелската агенција бил поддржан без овој краудфандинг, ама верува Amit во големината на делото и го комплетира филмот. Сосема доволно ќе беше да останеше само како црнила на стероиди, меѓутоа не, Amit не само што одлучил да сними неонуар со сета визуелна естетика на федори, мантели, фан фатал, задимени канцеларии, корумпиран град и игра со сенки низ ролетни, тој вметнува хип-хоп бетлови со рецитали, но не се задржува само на битовите. Не, има и R&B, има и блуз, има и свинг, има и драм and bass, има и фолк мотиви во подигнувањето на равниците о митот за Мануше, односно Кајзер Созе, кој пораѓањето сам си е скинал по почната врска, што е опасен и на 5 години го пратиле во поправен дом затоа што е невиден багабонд во ова комично преувеличување на неговиот мит. Одлични женски вокали имаме и пратечки бенд, прекрасни саксофони и уште подобра игра со стечењето на кадрите, вртење на телефонот, масовни сцени со кореографии, со маниризам, не танци или па сцени во кои што се смеев од срце кога на не доби, например, физбамп од детективот или кога се разбра со другиот детектив со акање, односно со постмодерен е и диалогот, каде се исмева и пред се еден со друг дека е копија на Дик Трейси, фрлаат рими за Меси во тој ребетол и љубовниот дуел во епилогот е составено стихови од култни поп композиции што е цреша на шлагот на маестралната хибридизирана мултижанровска торта. Уличниот музичар е грчкиот хор во оваа трагедија, некои изведби како последните зборови од бесилката, па и попот со процентите колку е добар човекот беа разлечени шеги, не сите палеа барем кај мене, ама кога ќе фрлат некоја досетка помеѓу, посакав да го вратам назад филмот и да се изнасмеам на мир.
Се надевам дека еврејскиот Хамилтон ќе има Blu-ray издание и ќе може да си го слушам, што веќе оправам тоа аудио диско саундтракот на Spotify го имате, така што сите што го гледате филмот може да уживате и во тоа, ама мислам дека мора да биде во симбиоза со визуелните решенија, затоа што често се крши формата, се тилтува холандскиот агол на снимање, се менува ритамот на композицијата, значи едно прекрасно смислено и реализирано дело. Значи, неправда би било да не биде наградено жирито на фестивалот, бидејќи е иновативно ремек дело, какво што можевме и ние да имаме, да се снимеше црнила во филмска верзија, на пример. И браво за Амит, односно Педро Грас, како што гласи неговата стейдж персона, кој врз подлогата од ноарченителите, кои сами по себе се бајата менажерија, успева да ги преозначи не само со хип-хоп рецитал, туку и да го воплоти со одлично отсвирена музика. Со оглед на тоа што траат последните филмови до полноќ и ги пропуштам концертите, ама дел од музиката ја наслушнуваме од тишината на изведувањето на филмот, но се обидувам да се подружам и со стари и со нови пријатели до затворањето на кафулето во МКЦ. Се надам дека така ќе можности имам и денес по завршувањето на емисијата. Недела, односно што би рекле 14 јули. Генерација романтичари на Жанг Шеджие и Ширкова утопија на лагите на Ишан Шукла беа на мојата агенда да ги погледнам. Недела, драги слушатели, Марфи реши да го посети фестивалот и сите негови закони да ги наметне, што значи дека ќе биде еден од тие денови кога ништо нема да сака да профункционира на еден фестивал. Ќе се обидам да доловам каква ентропија се случи со програмата, ама мислам дека и јас нема да можам да го опфатам нередот до дета, затоа што работите ги дознав на лице место како се случува. Поучен од трчањето претходниот ден, решив да си дојам 20 минути порано, сум умислил да го гледам новиот филм на Жанг Шеджија и да го скокнам епилогот за да го фатам почетокот на Ширкоа, затоа што беше луда дистопија во најава која сакав да ја гледам. Арно ама, секојаш има арно ама. Јас не сонував дека во 7 треба да проверам социјални мрежи дека генерација романтичари ќе биде поместен саат време порано и ќе почне пола саат по објавата, ама и да ја погледнев ќе беше неизводливо да го гледам, затоа што и во новиот термин наместо тој филм пуштен е Марчело Мио. Океј, нема да се емитува кинескиот филм, ништо страшно, друг пат ќе го гледам автореферентниот филм, барем Ширкоа ќе го гледам, тоа ми беше намерата, да ми се исплати барем чекањето. Секако дека не се случи тоа, се држевме што се држевме во кафулето МКЦ и тогаш дознав дека нема да се емитува Ширкоа, туку во вечерните термини ќе бидат други два филма во официјалната селекција, па беше заменет во Вросина со Пепел и Доломајт и ајде реков, ќе го гледаме него. Него гледав прв пат кога се емитуваше, а пред него беше прикажан Небиднина, кога имав можност претходно го имав гледано и во зависност од претходниот репертоар би требаше да се поклопи со кинескиот филм, ама на фестивал сум и нешто ми се гледа и со оглед на тоа што бев таму и тоа како сакав пак да го погледнам, односно тоа е омнибус од 4 кратки анимирани филмови инспирирани од 4 песни на македонскиот поет Ацо Шопов, односно Долго доаѓање на огнот, Небиднина во сонот на црната жена и Грозомо. Жарко Иванов, Иван Ивановски, Владимир Лукаш и Крсте Господиновски се режисерите кои работат на овој филм. Секој од режисерите има дистинктивен стил и артистички пристап на кој што ја решава да ја илустрира поемата на Шопов, чие пишување има извршено големо влијание врз мене, така што Жарко си поигрува со создавањето на животни медицински снимки, Ивановски придвижува цртежи со пешачење низ пустелија која води кон затворање на едно битие во куфер. Лукаш како и секојаш комплетно одлепи со сенегалски превод и рецитал на поемата со стоп моушен анимација на Кошмарот во чекалницата и Крсте си играше со формата и звукот во неговиот скулптурен клей моушен. Никола Ристановски го читаше напевот, освен се разбира на племенскиот сегмент, и многу уникатно визуелно читање е омнибусот, затоа што повеќе говорат филмовите за авторите отколку за Шопов, односно го наметнуваат нивниот стил, а делото на Шопов е иницијалната водилка за начнување на почетокот на креацијата. Пепел и Доломајт, односно Доломајтен Еш во режија на Тома
Селиманова, односно во него глумат самата режисерка и Антон Ривал. Дина е млада руска режисерка која работи на филм за сталинистичките репресии, големата меѓугенерацијска травма што е предизвикале и која и ден денес е присутна во Русија, заедно со својот пријател Јохан, германски дизајнер звук, чиј дедо исчезнал во СССР за време на Втората светска војна, заминуваат да ги посетат поранешните советски работнички логори, речиси Пустан, но напуштена територијата на Гулагот се уште има траги од загинатите, иако патувањето на некој начин им влијае терапевски, исто така им ја става и врската на тест. Ова е синопсисот на филмот, досега најнеомилениот филм за ова издание на фестивалот за мене, која ќе се каже форма без содржина, се мисли токму на ваква творба, затоа што силно се потпира на тенката премиса, односно единствената идеја во која два лика се впрегнати во едно патешествие за снимање на бирол од рускиот Гулаг, материјал кој можеби и нема да биде искористен за филмот, за кој со пред се снима и може да се направи адекватен субститут ако се снима на побезбедно место, како што ќе посочи еден од ликовите, каде се добре дојдени посетителите. Ама девојката ја чувствува празнотијата и толку многу сака да почувствува некаква опасност во животот за да биде жива, а дечкото си има некој личен мотив, зашто дедо му бил од друга фракција која на хартија е една млитава мотивација на ликовите за да снимаат на таа локација. Останатото е збир на убави кадри низ пустелија, во која во широки планови се наснимени ликовите, дури во крупни. На 4-3 аспектот се портретирани, што и не е кој знае какво достигнување, затоа што и слеп човек во природа може да сними убав кадар, според мене. Тонот е обесхрабрувачи и темпото е убиецот на филмот, каде и во безцелните диалошки сцени се прават незначајни монтажни решенија да се сечат до инсерт кадри, пруги, ама ништо не може да го спаси филмот, верувајте ми. Доаѓаме до 50-та минута и филмот почнува од почеток, не се толку генијални авторите за да го премотаат филмот и се упатив кон проекционерот кој ми соопшти дека фајлот, иако треба биде 90 минути, само до тука може да се пушти, што значи дека дистрибутерите ја заебале работата и се некомпетентни да испратат функционален фајл за кој се платени. Треба малку поголемо влијание од екипата и проверување на сите филмови и неколку пати претходно и малку поагресивно да пристапат кон дистрибутерите, очигледно имаат премногу слобода, кој и да се случи ваков куршлус во недела, нема шанси да ги добиете за ново DCP да пратат или за да пратат нов клуч ако е затворен фајлот или се некаков временски лимит има. Така што мора да се удри по парите што ги добиваат и да почнат да даваат отворени фајлови или да бидат достапни со замена. Во ваков случај, ова важи за сите фестивали на кои што ова е континуиран проблем. Мал беше бројот на посетители, се знае кога има фудбал во оваа држава, народот заборава дека постои уметност, ама тие губат, а во овој случај и ние што сакавме да гледаме филм, меѓутоа со тоа што филмот беше преполовен, агонијата лично ми беше скратена, така што добра дружба беше во неделата без разлика на Марфиевите закони, но убаво е тие што плаќаат карти да го добијат тоа што го платиле. Понеделник 15.7. Филмот кој што имав можност да го гледаме е Субстанција, односно The Substance, по режија на Корали Фарша, во кој што глумат Деми Мур, Маргарет Куили и Денис Квейт. Сте сонувале ли некојаш за подобра верзија на себе? Треба да го пробате овој нов продукт, Субстанцијата. Ми го промени животот, со Субстанцијата може да создадете друга верзија на себе, помлада, поубава, посовршена, само дајте го своето време. Една недела за едната, друга за другата, совршена рамнотежа од 7 дена, лесно, нели? Ако ги следите инструкциите, што би можело да тргне наопаку. Ова е криптичната најава која што ја содржи синопсисот на филмот. Емисијата Дансе Макабре, знаете дека е специализирана емисија за жанровски филм и секоја година во последната календарска епизода го обирам хорор филмот на годината и мислам дека можеме што од сега да го прогласиме победникот за оваа година, што е филмот Субстанцијата.
Потребна е огромна храброст да се сними ова дело и Корали Фаржа, која е бескомпромисна режисерка, која е подготвена да предизвика земјотрес во светот со незините дела. Незиниот претходен филм Revenge беше еден од најдобрите 5 хорор филма за годината од 2018, покрај Hereditary и The House That Jack Built, и многу добро сум запознат со незиниот хипертрофиран и нагласен, речиси оперски стил на пристапување на насилството, нали, Кардженто и Такаши Мике, со едно крваво крешендо во епилогот и изнасилени сцени помеѓу. Овој пат одлучи французинката да даде незина пластична везура на површниот Холивуд, таа вампирска индустрија која бара свежо месо да цица неговата крв, затоа што Елизабет Спаркл, ликот кој глуми Деми Мур, која е, нали, Джейн Фонда и незините аеробик видеа, е превозрастна за индустријата и незиниот шеф бара подмладок, а таа во меѓувреме решително решението за незините проблеми го наоѓа во серумот кој ќе произведе помлада итерација од неа, која една недела ќе може да го користи младото и витко тело на Маргарет Квили, која ќе ја украде работната позиција со незината емисија Pump It Up. Арно, ама ќе сака се повеќе и повеќе овој двојник да го држи под контрола кормилото, што значи дека при тоа нанесува штета на неподвижното тело на Мур, затоа што не се прави замена помеѓу Елизабет и Суд, така што ова е боди хорор пар екселанс и режисерката на пресконференцијата на Кански ме расплака со незината искрена љубов кон хорор жанрот, која со страст говореше дека сака да пишува хорор, со гордост го бранеше жанрот пред елитистичките жанрофоби во Кан. Така што Корали знае дека сте го гледали Shining и Одисеја 2001 од Кюбрик, Elephant Man од Линч, Videodrome, Scanners и The Fly од Кроненберг, Society од Јузна, Кери од Брайан де Палма и сака со овој филм, со овие омажи кои што ги прави, да предизвика кај гледачот да се потсети на моментот кога пред се како се чувствувал кога прв пат ги погледнал и истите да ги интензивира со нејзин авторски зачин, кулминирајќи со една монструозна креација која сите ќе ги остави без зборови. Кем, односно Perfect Blue, Dumplings, Malignant ми падна на памет додека гледа филмот и многу ме радуваше што Корали не го омаловажува гледачот да го убива со експозиција за серумот, не, испишани картички со енорни букви, со упатство за употреба и не мора со лажица да му се срка на гледачот, ќе свати како се прави оваа трансформација, од шиењето на грбот до постепеното распаѓање на телото, неговите деформации, паѓање на заби, ногти, коса, до чудовишниот изглед на крај. Филмот е поим за врвните естетски достигнување на авторите на мејкап и специјални ефекти. Ненаситноста по убавината, зависноста од младоста, самотијата на стари години, нереалните очекувања за стандардите за убавина, машките ликови како којати и несмасни, нереализираноста се само неколку од тематиките кои ги разглобува делото. Мислам дека Корали за финансиерите им има продадено дека ќе ги соголи и Деми Мур и Маргарет Квили во првиот сат од делото. Не мора понатаму да читаат како ќе заврши овој филм, важно има излечено пари од нив, а баш би сакало во животот да присуствувам на последен ден на снимање на Корали, која ќе дојде цистерната за крв и ќе почне да ја користи за да го обои целиот сет во црвен. Така што тука ќе направиме една кратка музичка пауза, во продолжение ги слушаме 200 Step Boons со двете композиции кои се наоѓаат од нивниот албум Manual Manic Procedures, односно станува збор за бенд кој што музицира од Кливленд, од Охајо, Dead Metal бенд со нивниот втор студиски албум, односно композициите Hands of Eternity и Manual Manic Procedures, потоа Umbra Vitae, односно супергрупата Umbra Vitae, кој членува членови од Converge, The Red Court, од Hatebreed и од Japora Cowboy, односно од овој бенд имаше само еден албум претходно, Shadow of Life, Light of Death е нивниот втор албум од ова моќно остварување кој ќе слушнеме Leave of Absence и Belief in Obsolete и завршуваме со Black Metal бенд, односно Hell Spirit Noir. Станува збор за прогресивен психоделичен Black Metal бенд кој го издаваат нивниот шести студиски албум Fossil Gardens, од кој ќе имаме можност да ја слушнеме композицијата
Starfront промени ќе слушнеме, односно композицијата која го отвора овој албум. Значи најагресивниот музички дел за ова емисија ве предупредив што следува, така што на ваша одговорност е дали ќе конзумирате и како ќе конзумирате моќниот звук кој што следува. И за крај ќе преостанат последните денови од мојата репортажа за Синедис. Уживајте. Во прегледот на мојата репортажа за 23-тото издание на Синедис, доаѓаме до вторник, 16.7, каде што агендата за вторник сама по себе се наби и почна да наликува на тој Синедис кој што ја скупамтам пред повеќе од деценија, кога имаше репризи во Милениум, со оглед на тоа што од 5:30 бев во МКЦ, забележувам да не беше во прашање одвратниот пекол на температурите надвор, кој значително влијае на намалувањето на продуктивноста на мојата работа и ме дехидрира, ме исцрпува. Би имал подобра кондиција да изгледам фестивалски ден, затоа е убаво да биде фестивалот во есенскиот период, затоа што и по фестивалот требаше да одам на филмски сет, така што деновиве не знам кој крај да го фатам, затоа имавме една бесплатна призна можност да го погледнеме Ширкоа, сите малкуми на кои што бевме во киносалата, затоа што на 40 степени во 5:30 никој нормален не би излегол од неговиот дом надвор за да го гледа кој да е филм, а не Ширкоа утопија на лагите на Ширкоа In Lies We Trust во режија на Ишан Шукла, кој претходно имаше истоимениот краток филм на кој што се базира, односно Ширкоа, и краткиот филм Калки го има режирано во софистицираното речиси совршено општество наречено на Ширкоа, за да нема разлики, граѓаните живеат со хартиени кеси на главите, ситуацијата станува напната кога почнуваат да се шират муавети за миска земја во која нема хартиени кеси. Еден нов член на Советот ненамерно предизвикува револуција. Ова е синопсисот на филмот, односно футуристичка дистопија во која Шукла има имплементирано доста индиско влијание за градење на светот, особено светот на аномалиите, но и во колоритот на Ширкоа, значи во која живее протагонистот, еден евримен кој дознава дека под кесата има рогови и всушност е аномалија и е протеран, односно бега од екзекуција во Ширкоа, кој е прагматичен град, налик денешницата, каде има бордели и ликовите се релативно дистанцирани од емоциите, а негов антипод е всушност градот во кој аномалиите се домородци, кој представува индиски карневал на стероиди, каде се одржува една парада која многу ме потсети на карневалот во анимираниот филм Паприка, ама и таму пресензитивираноста на аномалиите кои го прогласува дојденецот за нивен бог, предизвикува да пукаат нивните срце буквално, па се враќа најпрвим во еден аджилак, а потоа и во руинираното Ширкоа, кај својата љубов, односно проститутката која првично го агитира да одат во ветената земја преку забранетите памфлети во неа. Ширкоа е убав приказ на светот во кој живееме и во кој се претворени милионските азиски градови кои се дават во сиромаштија, а интелектуалците говорат на неразбирлив јазик додека аудиториумот блее и ништо не му е јасно. Музичкиот скор го слушаме кога никнуваат криљата, најчесто е синт за да се истакне волшебството, но има и разлика од воведниот и разиграниот джез, кога ликот за прв пат доаѓа во ветената земја, каде исто така има катарзичен скор со индиски мелос на дувачки инструменти, има и електронски бит, едноставно и на музички план се разликуваат овие два света кои што се антитежа своја. Сега, јас не сум љубител на 3D анимација, Love, Death and Robots, се извинувам, малку ми помогна да се намали таа верзија која што имам кон 3D анимацијата, особено епизодата Джибаро е референтна и за овој филм на визуелен аспект. Сметам дека е најнеквалитетната од сите можни форми на анимација и мразам да ја гледам во масовни сцени ликовите како се движат, како безглави NPC-а во видеоигра, ме вади од кожа не симулираните движења пред се и изгледот на карактерите во простор, така што освежување беа 2D сцените која се прикажува случувањето од немирите во вестите. Сепак се протестира и во диктатура, но и во слободен свет, во кој сите се пресензитивни како снеголки на интернет. Но ја тематизира пред се овој филм проблематиката на
неприпаѓањето во сите тие табори. Убаво беше да се погледне индиска дистопија со веќе етаблирани научно-фантастични нормативи, има голем број на индиски актери кои ги позајмуваат гласовите, но и Гаспар Ное, потоа поетичниот Лав Диас и секако Азија Арџенто, чиј лик дури и во анимиран филм треба да биде полусоголем. Филм со јасна уникатна визија кој вреди да се погледне. После него имав можност да погледнам Марчело Мио во режија на Кристофер Оноре, односно него го знаете го режисерот на Magical Night, Winter Boy, Sorry Angel. А ова е приказна за жена по име Кјара, таа е актерка, ќерка на Марчело Мастројани и Кетрин Денев, и од реален живот и во самиот филм. Во текот на едно лето во кое и се нарушува реалноста, Кјара решава да живее како татко си, се облекува како него, зборува како него, дише како него. Кјара е толку убедена што луѓето околу неа почнуваат да веруваат и ја викаат Марчело. Ова е синопсисот на филмот. Ретрофетишизацијата на ликот и делото на Марчело Мастројани е составен дел од премисата на овој филм, каде неговата ќерка од реалноста Кјара, која последен пат во филм ја погледнав кога го рецензирав сега скоро Еурека во видеологија, а во овој филм на еден кастинг режисерката од неа бара повеќе да ги истакне цртите на Марчело, а не на Кетрин, односно во прашање е не по беби актерка која секоја ќе биде во сенка на нејзините родители и од неа ќе се бара да глуми како еден од нив, а не како себе си и глумечкиот талент кој во себе го поседува, затоа Кјара комплетно се препушта на методичната глума, каде ја крати косата, става очила и бемка, облекува сако и бара да и се обраќаат како Марчело. Секако дека има реимагинација на сцената од Фонтана ди Треви и ред други сцени во кои сме го гледале Марчело кои се реимагинирани за потребата на неговата ќерка. Алекс Бопен е разноврсен и подеднакво невпечатлив во самиот скор, каде има свити на виолини, а почетокот кога копнежот на Кјара треба да се илустрира нејзини љубовни похоти со акустични гитари, ја има и преупотребуваната Клер де Люн на Клод Дебиси, ништо спектакуларно музички план. Епилогот го со преозначувањето на Кетрин беше интригантен, ама останатото е реоживување на спомените на Кјара за низиниот татко од детството и за него говори со неговите пријатели низ собствената призма, како тоа што таа го знаела, а не нивната верзија на Марчело. Препорачлив за љубители на делото на Мастројани, ама за мене, освен губитокот на идентитет, не ме удри од земја автореференцијалноста. А додека сме кај автореференцијалност, го гледав и Покров, односно The Shrouds, во режија на Дейвид Кроненберг, мојот најомилен режисер на сите времиња, со Винсент Касел, Дайан Кругер, Гај Пирс во главните улоги. 50-годишниот Карш е познат бизнисмен, неутешен од посмртта на неговата сопруга, ја измислува GraveTech, односно револуционерна и контроверзна технологија, што им овозможува на живите да ги надгледуваат своите најблиски починати во нивните покрови. Една вечер, повеќе гробови, вклучувајќи и тој на сопругата на Карш, се осквернавени, односно осквернети. Карш е решен да ги пронајде сторителите. Сега, додека сме кај автореференцијалноста, Чичко Кроненберг го сними можеби најавтобиографскиот филм за себе, што и не е негова биографија пред се. Згора на тоа го има собрано Винсент Касел, кој во неколку од замрачените сцени во широк план изгледаше како самиот режисер, па дури емулираше негов маниризам на говори и гестикулации, така што Касел го има впиено Дейвид и исплукано во своја верзија. Колку е интересно да се гледа неговото љубовно писмо кон починатата сопруга е веќе друга проблематика. Дайан Кругер е идеален нејзин субститут во филмот, чие тело послужува за исцртување на делувањето на метастазираниот рак, тело со кое се обседнува собственикот на погребалната компанија од иднината, кој е обседнат со гледањето на низиното скапувачко тело, со кое е подеднакво обземен како и кога била жива. Чинителот кој е најнеинтригантен секако дека за мене се теориите на заговор. Знам, свесен сум каква функција имаат во творбата, односно дека човек кој е во таговен стадиум не сака да го прифати губитокот, па со самото тоа што се препушта на теориите на заговор, се обидува да компензира за љубовта која не може да биде возвратена. Сето тоа е во ред, само што кому му е грижа дали русите или кинезите ставаат микрочипови во мртвите тела. Исто како и Crimes of Future, тука така и новиот филм има свој greatest hits, така што ме израдува што уште од првиот кадар, кога неговиот баџанак за прв пат се појавува во него,
Поучен од инволвираноста на научникот во Видеодром, многу лесно е да предвидам дека е матен лик, а аналоген на Видеодром ми беше и првиот состанок со потенцијалната љубовничка на лик сцената за политичката и филозофска импликација на Видеодром. На некој начин имплементирањето на чиповите е аналогно на имплементирањето на сигналот, со кое има за цел да се контролира човештвото, што беше најдалечната алузија кон мојот најомилен филм, но тука јас си повлекувам паралели и никој не треба да ме слуша што зборувам во контекст на тој филм. Сексуалните сцени беа аналогни на Креш, односно Даглас Кох. И тука ликовите ги погребува во мракобесието на просториите. Хавард Шор направи амбиентален син кој секогаш ја има намената во филмовите на Девид да се разлее кога сцената треба да иницира етерични квалитативи, да биде нејзина подлога и преградка, што го постигнува и тоа е тука. Филмот беше планиран да биде серија на Netflix, со тоа што Девид требаше првите 2 епизоди да ги сними, ама Netflix го откажаа тој проект, па го зема сценариот, го собра и го стокми во 2 долги часа, по кои јас се обидов да најдам уживање во неговата фасцинација со кршливоста на телото, која е алфа и омега за него, роварење на болеста, но шпионскиот аспект ми беше најбаналниот за следење и мислам дека откако го напиша Consumed, заборави Девид дека филмот е визуелен медиум и не може да се вади на псевдоинтелектуализам над визуелен израз, така што точно е дека е боди хорор во прашање поглед на лимитациите на телото и какви фасцинации буди кај ликовите. Точно е дека има огромна доза на хумор кој се крие под меланхоличниот тон, но не секогаш личните приказни се најдобрите приказни. Така што Crimes of the Future ми е драстично поквалитетен филм од мојот најомилен режисер. Така што јас ќе си најдам занимација додека огледам филмот, ама жал ми е за останатите посетители на проекцијата кои неговите вербални мастурбации нема потреба да ги примаат толку лесно. Среда 17.7. фестивалот завршува моментално и тоа на дневна агенда беше Living Music Project, во кој секогаш уживам кога го раководи Дарија. Имав можност да погледнам неколку филмови со оглед на тоа што се поклопуваше крајот на презентацијата со почетокот на затворањето на фестивалот, така што морав да го напуштам минуто за да фатам место во другата просторија од Кино Фрусина во паркот на МКЦ. Меѓутоа имав можност да погледам неколку филмови. Интригантно е тоа што за овој проект секогаш има еден краток филм на кој што двајца различни композитори создаваат музика, така што може различни од сензибилитет и идејни решенија да ги воочиме во поглед на тоа како стилски се изразува еден композитор, што го имаше и оваа година. Од една страна ме радува заради диверзитетот на нивниот пристап, од друга страна ме потиштува затоа што треба понеквалитетни филмови да гледам неколку пати и затоа би препорачал да е што е можно пократок филмот, затоа што сме бомбардирани со повеќе филмови и мислам дека излишно е документарен филм од над 10 минути да биде проектиран, посебно ако се има ваков краток временски призор. Меѓутоа е интригантно за композиториот си цел свет што доаѓаат тука и работат на овој проект за време на работилницата и го ставаат својот потпис и се соочуваат со проблематиката да се создава филмска музика која што треба да биде во служба на самото филмско дело, меѓутоа сепак и да содржи своја автентична нишка. Знам дека има популистичка публика која милува да оди на нови филмови на Вуди, на Алмодовар, на Полански, меѓутоа има причина зашто постои пензија и има причина зашто старите хелени ги носиле пензионираните подалеку од цивилизацијата во планина, за да не се интерферираат со животот на младите кои треба да го предводат светот, кои го добиваат скапан во наследство од старите, кои имаат дотрајани вредности, кои не се во никаква корелација со животот моментално на земјата, па затоа нивното интерферирање е неумесно и беззначајно. Едноставно, овие режисери во нивниот израз се ирелевантни за денешницата, затоа што нивното искуство е безвредно за создавање на оригинално дело, бидејќи се преповторуваат формулаистичностите на кои се навикнати да работат, кои се бледа копија на сопствените успешни дела. Истото го мислам и за последните филмови на Кроненберг, само што кај него може слободно да си се префрли во пишување романи. Ќе продолжам да ги купувам и да ги читам. Нека ме мачи мене со неговата мисла канадското божество во кое се колнам, кој
Не знам зошто се мачи да гребе 10 продукции за да собере буџет, кога може да се препушти на продуцирање на филмовите на неговиот син и ќерка, ама нема црвен тепих во Кан за пишување на романи. Небитно, филмот за затворањето на фестивалот беше неочекувана среќа, односно Куп де Ченс во режија на Вуди Ален, каде Фани и Жан се навидум совршен пар, овајцата се професионално остварени, живеат во прекрасен свет, во инклузивна населба во Париз и се чини дека се влюбени исто како во првиот ден. Но кога Фани случајно наидува на својот поранешен соученик, Алан сосема го губи умот, наскоро повторно ќе се гледаат и ќе почнува да стануваат се поблиски и поблиски, започнува нивната афера, односно љубовна врска која што ќе дознае незиниот сопруг и ќе ангажира убици за да може да се отстранат од љубовникот на неговата сопруга, со оглед на тоа што во Франција очигледно дека покрај сопруг мора да имате и љубовници за да се чувствувате исполнето, затоа што нели еднаш се живее според нивните убедувања. Филмот можев до таму да го гледам затоа што требаше да дојдам во емисијата и да ја започнам ова едиција, односно да го започнам ова издание на Дансе Макабре, кое ќе биде посветено на прегледот на филмовите кои имав можност да и погледнам на Cinedis, така што исто така беше полна проекцијата на затворањето на фестивалот, значи е практика на домашните фестивали, барем отворањето и затворањето да бидат преполни, меѓутоа е прекрасна атмосферата кога може да се гледа филм на отворено, навечер кога има воздух за дишење, за разлика од пеколните денови кои што мислам дека се нехумани и се на севкупна штета на човештвото, меѓутоа тоа што го правиме на нашата земја и тоа што си го правиме на себе си, мислам дека убаво решение е тоа што го добиваме за возврат од страна на нејзиното затоплување, односно ладење, кое што ние како казна за нашето однесување кон неа и кон останатокот од човештвото. За крајот на емисијата, наградите, да ги напоменеме, кои што беа доделени на затворањето, односно на самиот церемонијал на затворањето, со тоа што Ширкоа, одличниот анимиран филм ја доби наградата за најдобро сценарио од жури комисијата, а Nice Jewish Boy ја доби наградата за најдобра режија, немав можност да го гледам овој филм за жал, и за најдобар филм беше прогласен The City, односно еврејскиот мюзикл кој што ви ги споделив моите позитивни впечатоци од него, а од Southeast Europe селекцијата Јурта ја доби главната награда, Special Mention доби 78 Days, односно 78 дена. За крајот на емисијата ќе може да ослушнеме Алцест ќе слушнеме, односно станува збор за еден сега веќе култен француски пост-блек метал бенд кој имаат започнато со издавање во 2000-тите години, ако не се лажам, почетокот од 2000-та година до ден денес, кој го издадоа нивното издание. Се извинувам за мојот скршен француски, The Songs of Dawn е насловот во англиски превод, меѓутоа Le Chant de L'Or е гласи од прилика L'Horreur, така нешто би требало да звучи ова на мојот скршен француски. Издание 21 јуни на Nuclear Blast, од кој што Алцест од овој албум ќе слушнеме композицијата Аметис за крајот на ова издание на Дансе Макабре од овие моќни пост black metal гиганти. Јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 584-тиот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. Донерното издание на Дансе Макабре одете на Cinedis за да гледате филмови кои ќе ви го прошират видикот и подобрат животот.